Помалку прекршоци, поголема безбедност и значително помал број поплаки. Системот Safe City веќе дава резултати и ги менува навиките на возачите. Драстично опаѓа бројот на граѓани и фирми кои поднесуваат приговори за сообраќајни прекршоци. Според основниот кривичен суд Скопје, во март биле поднесени само 65 приговори. Предходниот месец до судот се поднесени вкупно 65 приговори, од кои 22 од правни лица и 43 од физички лица, за разлика од 476 приговори поднесени во февруари кога стартуваше со казни системот. Од судот посочуваат дека 16 суди од оделот за прекршоци навремено постапуваат по поплагите на возачите, а досега се решени 92 предмети. Преку системот Безбеден град во март биле констатирани 26.241 сообраќаен прекршок, што е зголемување во однос на февруари, кога биле регистрирани 19.066 сообраќајни прекршоци. Граѓаните сметаат дека системот Safe City веќе ја зголеми сообраќајната култура и кај пешаците и кај возачите. Веројатно е побезбедно затоа што повеќе пазат не заради културата, него заради казните. Благодарение на казните, веројатно само тоа ни треба како држава. Сегде тоа, ако те почешаат по жепот, ќе пазиш. Сигурно се постигнува целта, доста успорен коловозот, но се надевам дека со тек на време ќе ги поместиме тие вариабилните граници, но плюс 5 и малце подобро ќе тече сообраќајот. Требаше таков закон. Тоа беше овдека партизанска живеам, летно време, да не можеш да спиеш од тие мотори. Веќе 2 месеци функционира системот Безбеден град. Откако е воведен, најголем број на прекршоци се за брзо возење. Казните кои се изрекуваат се движат од 15 до 400 евра поради брзо возење над дозволеното. 200 до 300 евра за поминување на црвено светло и се одзема возачка дозвола, а доколку истече на регистрацијата, казната е од 50 до 100 евра. Досега камери се поставени само во Скопје, Тетово и Куманово, а од МВР велат дека се очекува системот да се прошири на цела територија на државата во текот на оваа година.